Ама што се случи тогаш, тие некои стратегии, што се деси? Ацо Петровиќ имаше проблеми со вас? Анекдота, ова е... При сега ние не сместуваат во хотел, нема везе, сега како хотелот на прв или втор спрат, мислам дека прв беше. Нормално што ќе прашаме прво кога деца, што има у градов, што се случува и не кажуваат казина, клубови, ноќни, ама кога па вика петок или сабота, мало градче знаеш. И што ќе правиме ние петок или сабота? Како ќе маневрираме сега, треба да излеземе. Како ќе останеме ние дојдени сега Багдадски лопови. Да, како ќе искочиме? Они го заклучувале, ама го ставаа на она знаеш што е за пожар. Еве ние опа. Тука си. Джекпот. Кога ќе излезе Ацо, треба да даеш знак да тропне, 3 пати мислам беше, дека Ацо завршил со проверка. А 2 пати кои ќе тропнеме од мојата соба до последната, тоа значи искачаме. И излагаме, ама ние не знаеме кај излагаме. Како терасиче отворено и има тука кров фактички, вака и на горе, значи тоа се керамиди. Не разбираш? И сега се одиме по керамиди, еден позади друг, а тоа нешто го се прави пам, се слуша 12 сат. И доаѓаме до едно место кај што више од керамидите нема каде, само може да стигнеш. Не знам кој рипна прв, сега и ја рипам втор. И се што зачува, доаѓа мачки наред. И мачки, рипање и прање тоа бабао. И кога почна да се палат сијалици од собите, една по една, так, као аларм. Значи мачки ги разбудил сите. Абе, палење сите сијалици ти од кујната излагаат. Си викал што се деши, пошто види, тоа е високо сега. Мачки беше тогаш поголем малце, по-габаритен вака. Габаритен. Не као сега вака, сам еластичен. Сега еластичен поза за мачки.